Денес Света православна црква го празнува светиот пророк Илија. Имено овој пророк е роден од родум од племето Ароново, се родил во градот Тесвит и затоа е наречен и Тесвикенец. Како малецок, како бебенце, неговиот татко имал видение како ангел Господов го повива во оган и му дава пламен да јаде, и затоа оттогаш и тој татко, неговиот татко, а и сите други, кога го кажал сето ова, верувале дека од ова дете ќе биде некој голем човек. Така и се случило. Светиот пророк Илија пророкувал за времето на царот Ахав и неговата жена Езавела, кои тие биле раководеле со Израелското царство, биле го терале народот, го одвраќале народот од вистинската вера, го терале да се поклонува на идолите. Езавела била родом од Сирија, па го наговорила царот Ахав да подигне храм на богот Ваал и да ги наговори израелците ете да се поклонуваат. Поставила многу жреци, но Светилија, изобличувајќи ја неа и царот, им прорекол дека крвта на царот кучиња ќе ја лижат, а незината крв а незиното тело кучиња ќе го изедат. Така и се случило. За време нивно владење и за време на пророкувањето впрочем на Светилија, тој правил безброј чудеса. По неговите молитви 3 години и 6 месеца не паднал дожд во Израилот. По неговата молитва потоа Господ дал дожд. По неговата молитва, кога се надпреварувале, впрочем, кој е вистински Бог, дали Богот единствен што го слави Израилот, нашиот Бог троичен, или е Богот Ваал кој го имаат незнабожците, поставиле жртви на две места. Бог по молитвите на Светилија ја запел крвната жртва на Светилија, а додека ги поништил жреците Ваалови, со тоа се докажала вистината во едниот Бог. Уште многу други чудеса направил Светилија. Тој и со Бога разговарал на планината, го почувствувал Бог како стивка светлина и лесно ветренце, прорекувал што ќе се случи со Израилот доколку не се врати во вистинската вера, го умножил јадење маслото и брашното на вдовицата во Сарепта Сидонска, и најважно од се да се каже дека светиот пророк Илија, кога пред да почине, тоест тој и фактички не починува, но бива вознесен на огнена кочија со огнени коњи. Пред тоа му е дал својата наметка на Елисеј и му го дал благослово тој да го продолжи неговото дело. Светиот пророк Илија и Мојсей пророкот се двајцата кои се појавиле на преображението Господово на Тавор и разговарале со него. Тие двајцата ќе дојдат и за време на доаѓањето на Антихристот, ќе дојдат да сведочат за Бога и за вистината и да го изобличат Антихристот, а овие двајца пророци се единствени кои нивните тела ниту се пронајдени, ниту се видени дека се упокоени, но се вознесени на небесата. Како се вознесени, така и ќе дојдат да сведочат за Христа.